Цела дузина министри од старата и третина од новата влада имаат скапи станови во странство, останатите пак имаат милионски вредни имоти. Според извештајот на Државната комисија за спречување корупција, имот на државните функционери не им недостасува. На еден или друг начин за периодот на нивното работење пред и за време додека биле функционери, тие заработиле доста. Така, листата на најбогати владини функционери ја предводи досегашниот министер за животна средина Насер Нуредини од ДУИ. Нуредини има стан во Австрија вреден 1.000.000 евра, инвестиција во фондови од 140.000 и депозит во банка од 90.000 евра. Досегашниот министер за култура Хисни Исмаили е вреден 1,4 милиони евра, бидејќи навел дека располага со 4 стана, 2 куќи, деловен простор во Тетово и пари во банка. Преговарачот и министер за надворешни работи Никола Димитров има стан во Холандија, но пари во имотниот лист не се споменуваат. Освен по дипломатија, тој на јавноста и стана познат и по стипендијата за неговата ќерка во висина од околу 50.000 евра. Другиот, некогашен министер за надворешни работи Антонио Милошовски има стан во Германија, кој е собственост на неговите деца, но и тој, како и Димитров, пари не пријавил. Освен наведените, од многу богато семејство потекнува и Мила Царовска. Незините родители имаат куќи и станови во Канада, градежно земјиште, куќи и станови во Македонија, како и друг имот. Меѓутоа, на свое име Царовска пријавила имот од 64.000 евра, автомобил Toyota Yaris, плац на пониква и акции од вредност. Освен министрите, имот до Државната комисија за спречување на корупција имаат пријавено и лидерите на партиите. Али Ахмети има земјиште во Албанија, Мендух Тачи има имот од 0,5 милион евра, а Христијан Мицковски навел дека има имот од 552.000 евра и пари во банка околу 100.000 евра. Бившиот и сегашен премиер Зоран Заев својот најнов анкетен лист се уште не го доставил, но во последниот стои дека има побарување од 4 милиони денари од 2012 година кој тогаш ги дал на заем. Заев на свое име нема ниту стан, ниту куќа, ниту било каков друг имот.